моето лично мислење е дека немаше потреба од Охридскиот договор, меѓутоа тоа беше политичка одлука кај што ние војниците немавме некое посебно влијание на тоа, почитувајќи ги сите политички одлуки кои што беа донесени. Едно е вистина, дека во периодот на сварање на Охридскиот договор, односно неговото донесување, македонските власти, безбедносните сили, има голема надмоќ над припадниците на УЧК. Гледано од моја гледна точка, тоа немаше никаква потреба. Меѓутоа, ако тоа беше причина да некои работи се изменат, и ако беше децидно пред тоа дека они сакаат со комуникејата, покажаа дека сакаат да отцепат територијата. Меѓутоа, ако политичкиот договор беше причина да меѓуетничките односи се релаксираат, се створи и се етаблира државата во прав смисол еднаквост во државата, бидејќи ако земеме во предвид и до ден денес истото не се почитува од страна на албанците, они се уште го очекуваат некој нов рамковен договор, дали ќе биде Охридски или ќе биде Призренски, меѓутоа они се надеваат на тоа, што мислам дека многу грешат. Гледано од денешната перспектива и станца, ќе може да се со сигурност да се констатира дека денес се македонците во западниот дел страшно угрозени од таа територијална поделба која што беше неминовност во тој Охридски договор. Така да не би било добро да и понатаму они инсистираат на нешто слично или да игнорираат државата и институциите, бидејќи македонците као потенцијал, сега зборувам, може да се случи многу порано да се дигнат од нив, ако се бореле за човекови права, а во Охридскиот договор, со оноа што се они сложиле, им се остварила нивната замисла. Во тој дел, иако не беше таков. Така, како ви се чини состојбата во држава после 13 години од Охридскиот договор воопшто и од безбедносен аспект? После 13 години мислам дека на еден дел од прашањето веќе одговорив. Тоа е жално да се повикуваме на тој Охридски договор, кај што го сменивме Уставот на Република Македонија, кај што многу отстапки се направија од страна на властите, условно македонски власти и политички структури, а само дојде полоша состојба во однос на оноа што беше 2001. Тоа значи дека немаше никакво влијание Охридскиот договор и оноа што претходно го реков, сакам уште еднаш да го потенцирам, а тоа е дека албанците сонуваат за уште еден рамковен договор. Тој рамковен договор нема да дојде, никогаш повеќе. Тоа не би смеело да го дозволи ни една више политичка гарнитура македонска, пошто политички го додирнаа дното на државата, не смее да си го дозволи, а и народот верувам во тоа дека тоа нема. Посебно бранителите, они се во тоа изричито категорични да повеќе отстапки во тој дел не би смеело да има. Така, од безбедносен аспект? Од безбедносен аспект, мислам, истото го реков на почеток, дека ако правата на македонците им се угрозени во западниот дел и ако секој ден слушаме дека одредени групи влегуваат и излегуваат без некаква посебна контрола, дека на одредени места не се применуваат подеднакво законите за македонците и за албанците, онда не можеме да зборуваме за некаква безбедносна сигурност, уште помалку дали таа била подобра тогаш или сега. Сигурно била подобра. Така. Што мислите, што граѓаните добија од Охридски рамковен договор? Од Охридскиот рамковен договор граѓаните само изгубија, не добија ништо, меѓутоа се надева и до ден денес се надеваат дека разумот ќе превладее, народот
ќе свати дека и тоа било едно бесмислена една епизода во тој дел и ќе се сврти понатаму. Изгледите не идат во тој правец. Дали ќе се случи, највише ќе зависи од политичките структури, како ќе го водат. Оноа што денеска го гледаме од политичките структури не дава надеж. Значи сметате дека меѓуетничката состојба во Македонија не е баш во најпозитивно? Меѓуетничката нема веќе меѓуетничка. Има само меѓуетничка поделба. Нема заедништво. Поделбата ја створија преку школството, преку здравството, преку сите институции во самата таа подвоеност, скоро федерализирано во сите сегменти. И тоа не води кон заедништво. Нека они го земат уставот од Америка и ќе видат како треба да изгледа еден устав граѓански, нека се поведат по него и све ќе биде во ред. Смете дека пред 2001 година имаше подобра меѓуетнички соживот него? Пред 2001 македонците и албанците се сложуваа супер. Меѓутоа, со приливот на албанците од Албанија, веќином од Косово, се измешаа работите и они добија некако надмоќ и оние кои што го гаеја соживотот во Македонија беа потиснати и до ден денес го чувствуваат они тоа. Така. Каде бе и каде се денес бранителите после потпишувањето на Охридскиот рамковен договор? Тоа е најтешко прашање. Прашање на кое што тешко може да се даде одговор со две реченици. Затоа што бранителите после борците од НОП беа првите кои што застанаа во одбрана на државата, кои што не штедејќи се себе го положија својот живот. Некои останаа живи, некои не се вратија никогаш. Денеска слушаме и сведоци сме дека поединци даваат изјави политички, дека на бранителите им се решени проблемите. Не е тоа точно. Бранителите не беа само оние кои што ги положија своите животи. Бранителите се еден поголем дел, односно поголемиот дел се бранители кои што застанаа во одбрана на државата и не добија ништо, напротив, изгубија све. Изгубија работа, изгубија семејства, изгубија материјални добра, изгубија све, ништо не добија. Оваа држава никогаш во овие 13 години изминати не стори ништо за да може да ги погледне. Напротив, ги употребуваат во политички цели за баланс со албанците. И тоа бранителите еден ден, не можам да кажам кога, али ќе се освестат и ќе си го побараат своето. Бидејќи се уште има и млади деца кои што не така одамна беше таа 2001. Така, благодарам многу, одлично беше. Супер. Супер, мене ми се допадна. Добро, ако ти се допадна да